Го емитуваме најновото издание на вестите. Од утре започнува празничниот циклус кој опфаќа зимски слави и празнувања. Православните христијани го прославуваат Петковден како прв поголем светителски празник, кој секогаш паѓа на ист датум. Екипата на телевизија КИС го посети домот на диригентот маестро Ивица Зориќ во Тетово, каде оваа слава се чествува како домашна цел век. Петковден е првиот поголем празник и слава на светителка во празничниот циклус, а со него започнуваат и зимските слави и празнувања. Празник на жена, свет човек, жена светителка или света жена. Тоа е вистинското достоинство на жената во христијанството. Тоа е издигање на жената до светост во црквата и представува најголемото признание на жената и на земјава и на небото. Во првите векови христијаните не ги празнувале сите празници, односно и воопшто не ги празнувале празниците на светителите, туку ги празнувале само празниците и спомените со кои ги одбележувале најзначајните денови и настаниот Господа Исуса Христа. Потоа започнуваат и празниците на светителите и светителките. Света Петка не е од тие први времиња, туку од 10 и 11 век и цели 10 века има силно развиен култ и слава кај нас и кај сите народи на Балканот, бидејќи таа е нашинка од овие простори и незините мошти се пренесуваат низ Бугарија, Србија и Романија. Народот се зближил со неа, таа е небесна закрилничка на овие народи и брза помошничка на болните, немоćните и оние кои бараат помош од неа со искрена и чисто срдечна молитва. Токму Света Петка е заштитничка на многу семејства, па во незина чест Петковден се слави како домашна слава. Таков е случајот и со познатото тетовско семејство Зориќ. Нашата екипа го посети нивниот дом, каде маестро Ивица Зориќ ни ги откри специфичните градски обичаи кои до ден денес се изведуваат на денот на славата. Тетова традицијата е да возрастните не служат, туку се викале девојчиња од комши да служат на славите и за тоа се добива поклон. А поклонот е влечки или папучи или она што му треба на оној кој што ќе служи. Сега сепак и домашните служат, послужуваат, нели она што е наместено на масата да се пренесува, но сепак има за ченцата некој девојче ја служи. Така да ние тоа сме го практикувале, но се снаоѓаме сите динамично сега времето. Порано било задоволство и на време се безицирало, се определувало кој е девојче од комши или од семејството ќе биде повикано да планира да тој ден да биде за послужување на славата. Ние оваа слава ја славиме мощно однамна, како паметам за себе. Мојот дедо ја славел, он ја наследил од неговиот татко, така да, значи, повеќе од 1 век оваа слава се празнува во нашето семејство. Ние ги негуваме традициите и корените и сакаме во тој дух да продолжиме. Се надевам дека Света Петка многу повеќе заслужува од тоа што го правиме ние денеска луѓето, за тоа потврда и каде се движиме, значи во нашето обкружување и во овој дел на Македонија, Света Петка има многу храмови, манастири, параклиси, посветен Света Петка на вистина покрај Богородица, мислам дека женски лик кој што најповеќе е почитуван, точно е Света Петка. Славата сепак е празник на семејството, тоа е куќниен празник и ние настојуваме тоа да го правиме во дух на традицијата која што негува на сите овие години на нас. Пред 15 години маестро Ивица Зориќ со неговата сопруга при нивно патување во Романија го имаат посетено соборниот храм Свети Три Ерарси во градот Јаш, каде се наоѓаат моштите на оваа светителка. Во тој период кога ние патувавме, патот се уште не беше автопат, него беше така туцаник пат, кој што беше малку потешко да се изоди да се стигне. Меѓутоа мојата баба викаше кога се оди на свето место, човек треба да се умори. И најверојатно и светицата така сакаше да ние се измориме да дојдеме до тоа свето место. Кога таму стигнавме беше навистина импресивно. Тоа беше една импресивна црква каде што имаше можеби околу 30 скали за да се влезе до самата црква. Внатре беше импозантна и во стаклен саркофаг беше ставена светицата, скоро во целост незиниот костур се наоѓа таму. Делови колку што знам ги има нешто на Калемегдан во Белград во црквата Света Петка и дали на друго место се уште по некој делче има, не знам.
Меѓутоа и таму свештеникот кажа дека скоро во целост е поставена таму. Необично чувство имав кога поминавме покрај саркофагот, бидејќи како православните што се погребуваат со прекрстени раце, беа на незините раце прекрстени. И токму во тој дел каде што беа прекрстени рацете имаше еден кружен отвор, бидејќи во стаклен саркофаг беше ставена и свиткана во едно бело платно. И се чувствуваше како некоја топлина. Јас мислев дека тоа е доаѓа од таму што ете од замор, па несвесно нешто осетив. Меѓутоа во разговори со останатите кои што беа со нас го има истото тоа чувство и потоа исто така свештеникот кажа дека наводно се испушта некоја топлина од самата светица кога се приоѓа со верба и кон неа дека тоа чувство се има. Петковден е светителски празник кој што се празнува секогаш на истиот датум, а денот од седмицата секоја година се менува. Наставниците и стручните работници од тетовските основни училишта од сега се подготвени да ги вклучат учениците со посебни потреби во редовните спортски активности. 55 учесници во проектот Инклузивен спорт наша реалност денес добија сертификати. По двомесечни активности за подигање на свеста за активно вклучување на децата со посебни потреби во редовната настава, вклучувајќи ги и спортските активности, денес се одржа завршната трибина на проектот Инклузивен спорт наша реалност. 55 мина наставници и стручни работници од тетовските основни училишта денес добија сертификати. Од денеска е крајната активност или последната дебата или тркалезна маса, како сака да на проектот. Се разбира за инклузивниот спорт за лицата со посебни потреби, што беше организирано во основните училишта во град Тетово. Денеска ќе се доделат и дипломите за сите професори и се надеваме дека сме придонели нешто повеќе за децава, веќе во школата да се третираат подобро, бидејќи сме се повторувале многу често пати. Ние и законски сме должни во сите училишта да ги третираме подеднакво, бидејќи Македонија е потписник на Конвенцијата во 2011 за правата на лицата со посебни потреби. Ова активност ќе служи за презентирање на резултатите. Имаме повеќе од 55 професори од основните училишта обучени, од тие 30 се професори по физичка култура, другиот дел се психолози, социолози и дефектолози што се вработени во училиштата. И за нас беше имавме предвидено бројка до 30, а веќе се дуплиравме на активностите и тоа беше еден добар показател за ова сензибилизација на ова ситуација. И мислиме дека во иднина нема да има многу потреба за да се сензибилизираат, они треба да ги гледат малце повеќе конвенциите, школата да ги почитуваат законите, да се воспоставува некој поквалитетен кадар, зашто тие деца, освен што се во редовните училишта да бидат, ќе треба да е некој вид на асистенција, за они може да им треба малце повеќе време за да го сватат некоја работа. Така да, мислим дека сме успеале нешто колку толку. Во рамки на проектот Инклузивен спорт наша реалност, минатиот месец на спортскиот центар во Тетово беше организиран настан на кој децата со посебни потреби вежба атлетика. Овој месец во спортската сала на текстилното училиште во Тетово беа организирани 2 спортски настани за учениците со посебни потреби. Едниот беше кошарка, а другиот голбал. Викендов ќе имаме убаво време. Синоптичарите најавуваат дека следуваат топли денови со температури над просекот за овој период од годината. Пред нас е топол викенд. Иако претходно имаше нагло заладување со пат на температурите, сепак синоптичарите со прогноза дека следува одреден период на топло време, со умерен повремено засилен југоисточен ветер, под влијание на јужно струење. Температурата на воздухот ќе биде над просекот за овој период од годината. За време на викендот времето ќе биде сончево со умерена облачност, со тоа што повеќе облачност има во западните делови од земјава, па тука вклучувајќи го и полошкиот регион.
Меѓутоа сепак ќе биде стабилно, без врнежи и прекудено топло, иако утрото и утре ќе биде свежо, значи во Тетово очекуваме утринска температура околу 2 степена, меѓутоа дневната ќе биде околу 22 степена. Слична температура дневна и во недела. Инаку ќе бидеме под влијание на јужно струење, па ќе дува умерен, повревено или само на моменти е можен и засилен ветер во Тетовскиот регион од југозападен правец. Инаку топлото време со умерен југоисточен ветер ќе продолжи и понатаму и во наредните денови, меѓутоа сепак од понеделник ќе има зголемување на облачноста, а во вторник попладне очекуваме и врнежи од дожд, токму во најмногу во северозападните делови земјата. Според дежурниот синоптичар во управата за хидрометеоролошки работи, во скоро време не се очекуваат врнежи од снег, туку во следните десетина дена, доколку би имало врнежи, тие би биле само од дожд. Полицијата при претрес повторно пронајде психотропни супстанци во дом на 62 годишен тетовец, лоциран на улица 108 во Тетово. Полицискиот билтен бележи и пожар во нива засадена со ореви. Претресот извршен вчера во домот и помошните простори на 62 годишниот тетовец на улица 108 во Тетово. При претресот реализиран со судска наредба, на дрвена маса пронајдена е материја трокеин дигитална вага, чинија се остатоци од бела прашкаста материја и метална лажица. Сето пронајдено е фотодокументирано и одземено за вештачење, а 62 годишниот тетовец, заедно со неговиот син и уште едно лице, кои биле затекнати во помошната просторија гаража, лишени се од слобода, додека едно од лицата е задржано во полициската станица Тетово за натамошна постапка. Се работи на целосно расчистување на случајот. Вчера попладне од засега неутврдени причини избувнал пожар на нива, собственост на 40 годишникот Тетовско горно седларце, лоцирано ватарот на селото Челопек, во местноста Скопски пат. Огнот зафатил околу 1500 метри квадратни од нивата, засадена со ореви и предизвикал штета која дополнително ќе се утврдува. Во рамки на континуираните активности на СВР Тетово за поголема безбедност во јавниот превоз на патници, вчера од 9 до 13 часот спроведена акцијска контрола. Со контролата во Тетово вкупно беа опфатени 60 возила, автобуси, комбини и друго, од кои 46 испратени се на водрени технички, при што 10 возила имале неисправни сопирачки, а 2 не извршиле преглед и ќе се сооча со соодветен поднесок. 10 возила со неисправни сопирачки веднаш се исклучени од сообраќај, а на 12 возила изготвени им се прекршочни платни налози. Во контролата во Гостивар пак откриени се 6 возила со неисправни сопирачки, додека 2 не се јавиле на технички преглед и нив ги очекуваат поднесоци. Со оваа контрола биле опфатени 20 возила. 6 со неисправни сопирачки исклучени се од сообраќај, а на вкупно 10 изготвени им се соодветни поднесоци, со напомена дека глобата за техничка неисправност изнесува 400 евра. За канал 77 од Тетово, Зоран Димовски. Во 9 месеци од годинава на гостиварското подрачје пријавени се 20 на случаи на навредување и омаловажување на полициски службеници, 4 напади и 2 случаи на спречување службено лице во работата. Нервозни возачи омаловажуваат, навредуваат па и напаѓаат полициски службеници кои се обидуваат да извршат сообраќајна контрола. Ваквите случаи на патиштата и улиците на гостиварското подрачје не се реткост. Последниот беше регистриран пред неколку дена, кога гостиварец беше приведен откако претходно започнал вербална расправија, а потоа и физички нападнал полициски службеник при контрола на возило. Според статистиката на секторот за внатрешни работи Тетово, во изминатите 9 месеци од оваа година, на поширокото гостиварско подрачје пријавени се вкупно 19 случаи на навредување и омаловажување на полициски службеници. Пријавените случаи биле целосно расчистени и заокружени со соодветни пријави. Најмногу од прекршоците се случиле токму при преземање мерки и активности за регулирање и контрола во сообраќајот. Во овој период се бележат и 4 напади врз службени лица при вршење работи на безбедноста, кои исто така биле расчистени, а сторителите добиле пријави. Полицијата во Гостивар евидентирала и 2 кривични дела спречување службено лице во вршење на службено дејствие.
Во сабота 27 октомври во големата сала на ресторанот Нов Жеден во Јагуновце ќе се одржи манифестацијата Меѓународни фолклорни средби Мостови 2018 во организација на културно-метничкото друштво Извор од Јагуновце и општина Јагуновце. Гости на настанот ќе бидат културно-метничките друштва Бранко Радичевиќ од Стара Пазова, Каршијака од Скопје и Акиф Јахја од Теарце. Почетокот е закажан за во 18 часот и 30 минути. Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство, Глас против насилство, одржа промоција за случаи на фемициди во земјава. Анализата е спроведувана во периодот септември-ноември 2017 година, а ги опфаќа убиствата на жени кои се случиле во периодот од 2008 до 2016 година. Покрај презентација на наудите добиени од увидот во судските предмети, беа презентирани и препораки за унапредување на заштитата на жените жртви, како и препораки за превенција од оваа најтешка форма на насилство. Од Министерството за внатрешни работи и Министерството за труд и социјална политика најавија измени во кривичниот законник. Ова е првиот чекор за подигањето на свеста и на македонската јавност, меѓутоа и на институциите на системот, што треба да превземаме во иднина за да се намалат или да се спречат ваквите случаи на семено насилство. Ние како Министерство за внатрешни работи сме отворени да бидеме секогаш тука да помогнеме во детекцијата, меѓутоа и спречувањето на ваков вид на насилство. Ќе го одработи веројатно Министерството за правда на основа на сите овие заложби кои што ги прават и невладиниот сектор и политиките на владата, и можеме да очекуваме во нареден период да се најде пред собранието на Република Македонија. Важно е во наредниот период да заеднички работиме на измена на кривичниот законник, медиумите да не следат, граѓаните исто така да прашуваат до каде сме, но да работиме и на посебен закон за родово базирано насилство. Заради тоа што фемицидите не се препознаени, родовото базирано насилство не е препознаено ниту во законодавството, што значи дека ние сме на самиот почеток. Денес имавме сончево време со слаб до умерен повремено засилен ветер од јужен правец. Утринските температури се движеа од 2 до 9, а дневните од 11 до 19 степени. Под влијание на јужно струење следува период на топло време со умерен повремено засилен југоисточен ветер. Температурата на воздухот ќе биде над просекот за овој период од годината. Во текот на утрешниот ден утринските температури ќе се движат од 2 до 10, а дневните од 14 до 22 степени. Овде е крајот на вестите. Пријатно!